Пријавените бројки на семејно насилство во државава се неколкукратно поголеми од реалните. Жртвите поради несоодветната поддршка од институциите се плашат да ги пријавуваат случаите, а и кога се пријавува, се евидентира само физичкото насилство, а не и другите форми, како психичко, емоционално, економско и други. Ова е ставот на граѓанскиот сектор кој што се занимава со оваа проблематика. Според нив, ние имаме доста добра законска легислатива, но за жал, секоја новина во законите, службениците од нејасни причини не ја применувале. Може би е тоа заради лошите услови во кои што работат, може би е тоа заради немањето доволно кадар, немање доволно стручни лица во службите, немање на заштита и така натаму, меѓутоа генерално се забележува тенденција на отпор да се применуваат новите законски решенија. Па така ние сега имаме еден систем кој што е благ кон насилниците, а строг кон жртвите. Значи жртвата наместо да кога ќе пријави или кога било кој службено лице ќе добие некакво сознание дека постои насилство, наместо да најде на еден сеопфатен интегриран систем за поддршка на жртвата, каков што во закон е предвидено да има, жртвата наидува на бирократија. Препраќање од врата до врата, појди од една институција, појди во друга. Па ако известувањето треба службено да стигне, на пример од Министерство за внатрешни работи до ЦСР во рок од 12 сати, тоа таму стигнува по една недела, по 10 дена, по 2 месеци, некогаш не стигнува воопшто. Често се случувало пријавувањето на семејното насилство во МВР да се заведе само како нарушување на јавниот ред и мир. Генерално, поддршката е многу мала и во делот на изрекување на привремени мерки за заштита. Па така, привремената мерка за заштита од отстранување на насилникот од домот, која што МВР има надлежност да ја предложи, скоро никогаш не се применува. Значи ние немаме ниту еден официјален податок во последните неколку години за примена на оваа мерка. Ние жртвата ја отстрануваме од домот. Бараме начин жртвата каде да ја однесеме. А има законска можност МВР да предложи мерка отстранување на насилникот од домот. Дополнително многу малку се предлагаат и другите привремени мерки за заштита, како забрана за приближување и слично. Нема контрола на применувањето на овие привремени мерки, дури кога судот изрекол. Ако се прекрши привремената мерка, ништо не се случува, никаква казна не сноси сторителот. Во најдобар случај може да му биде изречена некоја условна осуда, што повторно е символична мерка, не е мерка за ефективна заштита на жртвата. Дури имаме случај на прекршена условна осуда, повторно сторување на делото, наместо да се замени со ефективна казна, пак уште една условна осуда. Граѓанскиот сектор бара итно воведување на построг систем на надзор и засилени казни, како и тоа секој пријавен случај да го води конкретен службеник, кој што потоа ќе биде одговорен за целата ситуација, што и да се случува со тој процес во иднина.